Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Велковска. Стеј департментот честиташе на добро организираните избори во Македонија и сега од владата очекува да се зафати со прашањето за името, реформите за членство во Унијата и на тамошното спроведување на Охридскиот договор. Извештај на Јане Боаџиевски. На брифингот за најновите случувања на Балканот во Националниот клуб на новинарите во Вашингтон, заменикот помошник државен секретар на САД за Европа и Евроазија Томас Кантримен го истакна квалитетот на во недела одржаните избори во Македонија. First, I'd also congratulate the citizens of the Republic of Macedonia. Им честитам на граѓаните на Република Македонија на изборите што беа компетитивни, транспарентни, добро спроведени, на кои луѓето излегоа во голем број, се однесуваа мирољубиво и достоинствено. Квалитетот на овие избори во Република Македонија е без преседан. Тој сепак истакна дека ОПСЕ идентификувале одредени проблеми. It is an important priority for the next government to address those issues so that Приоритет за идната влада е да се справи со тие прашања, така што наредните избори би можеле да бидат уште подобри. Затворањето на прашањето за името со Грција, реформите за членство во Европската Унија и на тамошното спроведување на Охридскиот договор за Кантримен се главни задачи што стојат пред идната македонска влада. In terms of next priorities, we absolutely believe that this would be the right time as soon as the new government is formed. Во контекст на наредните приоритети, апсолутно веруваме дека ова е вистинското време, веднаш откако ќе се формира новата влада, да се заокружи дискусијата со Грција за името на Македонија. Сметаме дека тоа е на дофат и може да се стори. По избори е можне подобро време да се направи вакво нешто отколку пред избори. Со нетрпение очекуваме тоа да се реши со цел Македонија да продолжи на патот кон НАТО и Европската Унија. Кантримен е на мислење дека за новата влада е важно да се зафати со некои од прашањата што ги идентификуваше Европската Унија како приоритети на патот за пристапување. These would include the rule of law, the independence of the judiciary, the freedom of the media. Тука спаѓаат владењето на правото, независноста на судството и слободата на медиумите. Ова се клучни прашања доколку Македонија сака да ги исполни стандардите на Европската Унија. Со оглед дека годинава се одбележува 10-та годишница од Охридскиот договор, представникот на Стејт департментот смета дека е потребна искрена и решителна примена на неговите одредби, за да им се даде чувство на сите граѓани на Македонија без оглед на нивната етничка припадност дека се дел од земјата. НАТО силите предводени од САД се на пат да му нанесат решавачки удар на Талебан во Авганистан, рече американскиот секретар за одбрана Роберт Гейтс во Кабул на крајот на 4-дневната и последна посета на земјата пред да заминат функцијата на 30 јуни. Коментарите доаѓаат во време кога американскиот председател Барак Обама се подготвува да донесе одлука за обемот и темпото на повлекување на американските сили од Авганистан, планирано да започне во јули. Германската канцеларка Ангела Меркел денес гостин во Белата куќа. На дневен ред на средбата со председателот Обама се НАТО операциите во Либија, проект што Германија не го поддржа, потоа Авганистан, Тунис, блискоисточниот мировен процес и глобалната економија. Обама, според најавата, ќе ја одликува Меркел со американскиот медал на слободата. По упорно порекнување конгресменот Антони Винер, демократ од Њујорк, призна дека преку неговиот профил на Твитер испратил на студентка фотографија на која е разголен. 46 годишниот Винер се извини дека лажеше, но не планира да поднесе оставка на функцијата. Тој призна и дека имал, цитираме, несоодветни разговори преку интернет и телефон со 6 жени пред и откако стапил во брак, но дека никогаш немал физичка врска надвор од бракот. Неговата сопруга, Хума Абедин, е долгогодишна соработничка на американската државна секретарка Хилари Клинтон. Винер инсистира дека не го прекршил законот. Лидерката на демократското малцинство во представничкиот дом, Ненси Пелоси, побара комисијата за етика да спроведе истрага.
Дали знаете дека утре е светскиот ден на океаните? По години минати во опасност од истребување, конечно добри вести за коралните гребени. Американската национална управа за атмосфера и океани предвидува дека по повеќегодишно бледнење поради загадување и климатски промени, годинава ќе можат да здивнат. Речиси 3 децении научниците говорат за уништувањето на коралните гребени. Годинава Американската национална управа за атмосфера и океани најавува дека пониските температури ќе спречат нивно бледнење. Коралите се специјалност на Марк Ейкин од управата. Термичкиот стрес нема да биде толку голем, така што прогнозата годинава воопшто не е лоша. Локалното бледнење на коралите го предизвикува серија фактори, како премногу хемиски состојки, пестициди и други загадувачи што доаѓаат од копното преку реките. Главна причина за глобалното бледнење се повисоките океански температури, како резултат на зголемениот јаглерод диоксид во атмосферата и глобалното затоплување. Тоа не може само да им наштети, туку и да ги истреби коралните заедници. Бледнењето настанува кога губат боја микроскопските алги, што даваат поголем дел од бојата на коралните гребени. Нова фотографија доле десно е корал со нормална боја, а лево целосно избледнеа корал. Минатиот февруари коалиција од преку 20 организации за живот на средина објавија истражување за коралните гребени, што предупредува дека до 2040 сите корални гребени во светот ќе бидат во опасност, доколку меѓународната заедница веднаш не реагира. Управата за атмосфера и океани ги опишува гребените како дождовните шуми на океаните, затоа што овие кревки екосистеми играат важна улога во заштитата на крајбрежјето, тие се дом на рибниот фонд од што зависи рибарството, а и привлечна дестинација на екотуризмот, што се проценува на $375 милиарди годишно. А утре во Newsflash и земјоделството може да биде загадувач на околината. Што прават американските фармери за почиста животна средина? Утре во Newsflash. Еколошко фармерство. Животните и почвата во симбиоза. Гледајте утре во Newsflash. Од студиото во Вашингтон го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски, а со вас во оваа емисија беше Јулија Велковска. И за крај вообичаено ве покануваме да продолжите да не следите и на нашата веб страница glasnaamerika.com. Благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер и гледајте ни утре.